кои што сакаат да ја задржат традицијата, е денеска на еден начин преку храната, преку гастрономијата се случува тоа. Во рацете држам ајвар, сезоната на црвена ајварка, пиперка и подготвување на ајвар започна. Не знам колку мина од вас веќе направивте и го вкусивте со домашно лепче и сиренце. Тоа е нашиот традиционален, можам да кажам, и појадок во овој период од годината. Сега, може ли да си го патентираме како наш ајварот? Ајде ќе зборуваме на таа тема. Балканскиот готвач од Белград пристигнува во Скопје. Ќе се готва традиционални јадења денеска, драги мои, и денеска имате можност да одите и да ги пробате од вештите раце на младите кулинари од Угостителско училиште, а сето тоа поддржано од Ирина Јаневска, председател на Сдруженијето на социјални иновации АРНО, и во соработка, се разбира, ќе го прочитам да не го сгрешам, Гордана Ристич, директор на невладина Генератор Врање. Вие сте ни гости. Добро утро. Добро утро. Некако Ирина ни е веќе наша, но вие сте ни гости. Добро ни дојдовте во Скопје, во Македонија. Фала, боле вас најдов, Јас сум живела во Скопје во Кисела Вода 5,5 години, така да сум малку скопјанка и јас. Натурализирана скопјанка. Готово натурализирана. Може ли ајварот да си го патентираме како наш? Па заеднички, Заеднички, балкански или ќе биде? Балкански бренд. Секој, во зависност од која ајва на Балканов земја, сите некако си додаваат по нешто поинаку во ајварот, иако нели треба да биде традиционално ајварка, црвена, пиперка, печена, така без додатоци, ми се чини така беше, но секој си додава по нешто. Ама и тоа е нормално и очекувано, затоа што живееме во една глобализација, неизбежно е да не комуницираме, да не експериментираме, да се оддалечуваме, да се приближуваме до нешто ново. Токму и тоа е една од целите на проектот, да потекне општа дискусија не за тоа од каде сме и кои сме и што е наше, и не само храната, туку и ритуалите околу храната што не врзуваат, туку и каде одиме и што е она што сакаме ние да го пренесеме преку храната. Имавте многу убава најава и многу ми е драго што сме пак тука, што преку храната актуализираме едно интересно културолошко, антрополошко прашање. Денеска ете во црковниот календар се одбележува денот на Света Богородица, меѓутоа според Обединетите нации да кажеме дека е и светскиот ден на мир. Па во таа насока ние и верувам дека една ќе објасни координаторката подоцна на целите на проектот е да разговараме и за различните алатки како граѓански активизам што не сплотуваат заедно, а не разделуваат. Значи, одговорот е дека за да не раздели храната, да направи уште една граница во нашите умови, не би брендирале ништо како на националистичко ниво, ова е само македонско, ова е само српско, туку би ги донеле луѓето заедно да вкусат, да се дружат, да уживат и да се запознат и да видат што има различно и што може да си присвојат доколку нели им се допаѓа. Вкусот на традицијата ви се вика денешниот настан, така? Дегустација на традиционална храна. Да, вечерва што секе може да се вкуси? Ирина, и да почнеме со оно што е најактуелно и ќе најавиме, тоа што ќе се случува вечерва. Еден од тие вкусни рецепти ќе го подготвува еден од младите кулинари нешто подоцна. Ама ајде да најавиме каде ќе може да се вкуси и без пари. Може ли тоа да го потенцираме дека нашата македонска традиционална храна ќе може да дојат сите да ја пробаат? Денеска ако ние сме на гостување во емисија, нашите кулинари, кои што убаво ги најави и ги знаеш, веќе ги запозна дел од кулинарчињата, кои што се ученици во средното училиште Лазар Танев, ученици готвачи, веќе се наоѓаат во јавна соба, ги носат сите набавки, ја спремаат опремата, ги облакаат униформите, се подготвуваат за еден долг ден пред нив. Значи, од сега до самиот крај, до 18:30, тие имаат пред себе една листа на јадења, имаат исто така и доста декоративни елементи, затоа што во јавна соба, освен што ќе се готви, ќе се слика и ќе се снима, бидејќи ќе каже Гордана подоцна, тоа е една од работите на проектот. Освен дискусијата, сакаме да оставиме нешто што ќе остане како трајна порака, нешто што можеби некоја следна генерација ќе го надгради, или можеби нов проект кој што ќе ги одбедини партнерите, пак имаме уште една можност за продлабочување на оваа дискусија.
и официјално настанот е отворен за јавноста од 7 часот, односно 19 часот. Ќе бидеме јас и Гордана, ќе дојдат некои од партнерите, се надевам и донаторите, бидејќи сето ова се овозможено е благодарение на нашата Гордана која што го осмисли проектот, меѓутоа и на донаторот Фондот на Западен Балкан кој што го поддржа и ова е достапно за сите. Така да бесплатно е, може да дојде кој сака, има голем интерес на настанот, се надевам дека нема да биде многу гужва и дека ќе имаат шанса сите да пробаат по нешто. И сега во однос на јадењата, јас искрено не ја знам целата исцрпна листа што се ќе се готви, меѓутоа ќе има малиџано, летна манџа, селско месо, по некоја пита, колач, турлитава, гравче обавезно. Тавче ли ќе биде? Тапче ќе биде, мислам дека Гордана инсистираше. Мислим да е то национално македонско. Да. Многу ми е драго што младите кулинари, односно дечињата од средно угостителско готват и ова е една одлична можност за нив да се презентираат, но и да бидат во непосреден контакт со граѓаните. Јас пробав од нивната храна и драги мои дефинитивно треба да одите да пробате денеска. И сега балканскиот готвач кој што започнува во Белград, допатува во Скопје, што сеќи има во него? Не, започнува во Белград, не. Каде започна? Започна во Плевља. Така, добро. Малку понаваму. Малку по, значи овако. Поблиску. Да, значи овако, генератор е издao веќе еден кувар, старински кувар Јужне Србије, где смо обухватили Ниш, Пирот, Лесковаc и Врање, затоа што сам ја из Врања и затоа што сам кувала бабина и дедине рецепте, јел тако? А моја другарица е то снимала. Mi smo skupile pare na internetu, na Kickstarteru za taj naš prvi kuvar, što je isto zanimljivo, eto, posebno za mlade ljude, kako mogu da dođu do sredstava za neke svoje nove projekte. I onda od tad smišljamo kako da dođemo do sredstava da pravimo balkanski. I dok smo razmišljali šta da radimo sa balkanski, mi smo sve vreme razmišljali, pa dobro, ok, ajvar, jede se u Srbiji, ali jede se i na Kosovu, jede se u Makedoniji. Ne interesuje nas čiji je, nego hoćemo da vidimo gde se jede. Evo ja ovde držim, imamo tu neke razglednice, mi smo ovde napravili za par jela za koje imamo razglednice, par mapa za ta jela, tako da evo ovde možete da vidite, ovo je gulaš. Dakle, gulaš se jede svuda severno gore gde je Mađarska. Imamo jedno ostrvo severna Albanija i Sandžak. Sandžak zapadni u Crnoj Gori i Sandžak istočni u Srbiji. Tako da ne interesuje nas čije, nego gde se sad jede. Ono što je ona rekla, isto je zanimljivo, nije samo globalizacija. Zanimljivo je to što su, znači pre 200 godina migracije ljudi kako su išle, da li su ljudi nosili svoje jela sa sobom ili nisu. I sad, na primjer, imamo Vlahe koji žive u Kruševu i koji prave elbasan tavu koja je navodno albanska, jel da? Dok, na primjer, ja sam u Tirani upoznala neke Bosance koji su se 1800 preselili u Albaniju. Dobro. I ne gotve bosansko jadenje, gotve albansko, ali čuvaju jezik, na primjer, što je zanimljivo. Tako da, to je ono što recimo mi istražujemo kroz ovaj projekat, što je jako zanimljivo, to nas baš interesuje. A jedan od ciljeva projekta jeste, pošto će sve biti na engleskom, jeste da u stvari Balkan promovišemo na toj svetskoj gastronomskoj mapi, na kojoj mislimo da je malo zapostavljen nepravedno i evo pokušavamo ovim kuvarom baš da to i uradimo. И сега, јас се разбирам, но некако ќе се обидеме и да допреведеме дека всушност цел овој проект започнува во Плевља, од каде што сте и вие, така, и дека вие ја добивате идејата за овој проект, готвејќи ги рецептите на вашите баби, исто како и кај нас. Мислам дека повеќето од младите кулинари и идејата да ја следат традицијата во готвењето е следејќи ги мајките, бабите, кои што им се живи, се разбира, здрави живи, можат се уште да пренесат онаа автентичност која што од колено на колено се пренесува, но што ја сакам уште еднаш да го кажам, што вие го рековте дека го истражувате Балканот, сметате дека малку е запоставен. Ќе го направите тоа преку гастрономијата, преку храната и дека секоја храна, всушност, еве ако е ајвар во контекстот, дека се јаде, може да видиме каде,
се Големо. се јаде со мали модификации и да речем истражувајќи го се запознавате со многу интересни нешта како одредена храна, се јаде на поинаков начин, но се задржува јазикот, да речеме. Да. И добро, ја не мислам дека толку Балканот е запоставен, но мислам дека треба дополнително да се испромовира и гастрономијата е одличен начин да се направи тоа. Како ви е планот? Еве, денес вечер се она што ќе се готви, а тоа ќе бидат стриктно македонски традиционални јадењата, балкански да кажеме, сето тоа ќе се слика, ќе се снима. Зашто на англиски јазик да излезе? Pa upravo zato, znači što hoćemo da ispromoviramo balkansku kuhinju kao... Не сакате да биде преведен на македонски, да речеме, па на српски, во одреден дел кај што ќе се Dakle, дистрибуира? Snimamo lokalne naše, one ljude koji nas gostuju. Dakle, u Pljevljima smo imali našu partnersku organizaciju koja radi sa ženama žrtva nasilja. Sad trenutno rade sa izbjeglicama. Žene su gotvile. Значи работите со социјални случаи. Работимо со занимљиве групе koje čuvaju tradiciju, a nisu kuvari mladi. Onda recimo na Kosovu smo imali emancipovane žene koje su završile fakultete, koje su finansijski nezavisne, ali koje takođe žele da predstave svoju sredinu u najboljem svetlu, eto što se tiče tradicije i gastronomije. U Vojvodini smo imali baš ono najtradicionalnije udruženje žena koje se time baš bave. I sad na kraju u Makedoniji imamo mlade ljude. Tako da smo htjeli da imamo različite grupe koje nam kuvaju i svi zajedno promovišemo našu hranu. Tako da meni je to super. E sad, ono što smo isto htjeli jeste da svako priča na lokalnom jeziku. Tako da imamo, znači, crnogorski, na Kosovu imamo albanski, ali imamo i Turkinju jednu koja priča na turskom, a sve će da ima engleski prevod. Tako da ćemo tu i jezike i nacije da promovišemo koje žive na Balkanu, jer mi jesmo jedno bogatstvo, mislim, baš što smo toliko mešoviti. Samo što ljudi, nažalost, to ne vide tako, nego vide kao problem, a mi to vidimo kao mogućnost, je li tako? I kao nešto super pozitivno. Tako da, eto, mi to pokušavamo svim ovim aktivnostima da ispromovišemo. Работите со различни видови на групи од традиционални жени до жени кои што поминуваат одреден проблем, социјален проблем, ги анимирате преку храната, да ја готват традицијата, но останувате да биде на англиски, но сепак како превод иде англиски. Тие ќе презентираат храната на својот мајчин јазик од земјата во која ще се наоѓаат. Велите дека работите со различни генерации. Како е да се работи со најмладите кои се уште учат? Школа немаат завршено. Па ево, то ćemo danas da vidimo. Јас ги запознав колку се тие, колку сакаат да навлезат во готвењето, да бидат идни познати големи готвачи. Готвачот како професија се повеќе добива на цена. А тоа е токму заради овие млади деца кои што сакаат да тој занает да го испромовираат. Многу ми е драго дека го прават преку традиционалната храна, но еве во споредба со нас со кој што вие сте работеле досега, како е со нив? Со млади? Со млади кои се уште, да речем, Znači, moj problem sa mladi, znaš koji je, što it's all Jamie's Oliver fault. Znaš, da sve je kriv Jamie Oliver. I sad, ono što meni malo smeta kod mladih ljudi jeste što oni bi taj fusion, oni bi to što je sad moderno, a pazite mi šta imamo, jer i slow cooking se vraća, a naša balkanska kuhinja je slow cooking definitely. Tako da hoćemo da pokušamo da ih motivišemo, da malo ubacuju i ove naše stare tradicionalne stvari. I ono što ćemo isto pokušati ovim kovorom da uradimo jeste da neke naše ukuse pokušamo da ispromovišemo koje jesu sad kod milenijalca popularni, na primjer dunja. Ostaje popularna, bamije, postaju popularne. Tako da sam ja rekla... Kako ne? Pa da, ali to nije popularno u svetu uopšte. Da, tako da eto i to hoćemo da uradimo, da probamo mlade ljude da zainteresujemo da promovišu naša stara jela. Da odaš neki novi začin pa ga napraviš da je malo, ali eto to. Nemojte da idete, deco, previše, ima toga mnogo sad. Ovoga nema. Видите, не многу младиве да следат таа интернет, да речам, повеќе зависност и следење на странски познати готвачи како Джейми Оливер, добро. Иако треба да се следи неговата техника, многу е брз и креативен во готвењето.
нека го следат тоа, но сепак велите да ја задржа традицијата затоа што треба традиционалниот вкус да се задржи. Нема ништо поубаво од пак ќе го тука прв ми го ставив тајварот, јас и на ајварот се фатив. Да, нема ништо поубаво од топло лепче со ајвар и сирење. Да. Па јас сум растена така, верувам исто и вие. Па да. Да. Ке се правили ајвар денеска? Не. Немаме. Али правиме малиџано. А ќе правите малиџано? Малиџано, Добро, тоа е полесна варијанта, некоја Изводлива и логистички. Изводлива, а ова повеќе време. И плюс да не го време. сквернавиме ритуалот на семејството, што се собира заедно и лупи. Ali to je samo zbog količine. Da. Ja sam pravila za ovaj prvi naš kuvar pinđur. Ovo licko sam napravila. Pa trebalo mi je 3 sata, ne više. Да. Za malu količinu. Neči ako ti se jade. Некако во Ако нашата ти се глава јаде, можеш можеш да на направиш. брзина дома да направиш. Ја не би се Može. смелила. Evo ja sam morala. И предизвика и рецептите, нели, нормативот, како е нашите готвачи, бидејќи се професионални и они не коригираат, за секој јадење треба точно спецификација, колку треба, што треба, барем во професионално кога се учи готвењето, така да не ги сквернавиме рецептиве во однос на норматив да направиме птен мало. Инаку, да, исто така изоставено јадењето, затоа што Гордана, како координатор на овој проект, самата кажа ова го имаме, ова ми е интересно од кај вас, ајде вклучете. И самите готвачи, веќе го поздравиме Антонио Ѓоргевски, кој што веќе... Golem pozdrav za Antonija. Голем поздрав за Антонио, кој што веќе Да ги поздравиме и тие што ми беа тука веќе. Сара, Иван, Дженифер ќе видат за кратко. Дженифер ќе видат нешто подоцна. Ѓоко, другиот Антонио, они се веќе спремни со униформите во јавна соба, готват и се подготвуваат за вечерашниот настан. Јас само би додала дека кога Гордана ни пристапи, благодарение на една заедничка пријателка Илона, и неја ќе ја поздравиме. Od Češka? Илона од Чешка, која што веќе мажана е во Македонија. Dobro, sad je Skopjanka naš. Сега натурализира. Ние македонците на секаде сме, забележувате дека секаде може да не најдете, ама вистина, ама и вас исто србите. Ja sam od на Vranja. секаде по светот. Vranje Kumanovo je jedna država, izvini. Така, мои кумановци сега ќе ми забележат, а јас кумановска сна. A jel da? Кој ќе ме подберат, ќе речат какво Врање. Ова е тема за нова реалност. Ве прекинавме. Нема гајле, да. Идејата, мислам, искреноста во пристапот ми се допадна кај Гордана, дека ова е еден вид на експеримент, дека сака да вклучи различни групи, дека не се фокусира само на продуктот, туку и на процесот. Алатката како еден граѓански, односно храната како граѓанска алатка за дискусија. И она што го кажам, мене ми се види интересно, затоа што ние до сега со нашите кулинари повеќе работевме на нивните професионални вештини во смисла на тие часови за готвење што ги учевме, што ги одржувавме, кои што беа исто во соработките со Slow Food, една невладина организација која што се бори токму за зачувување на локалната храна и локалните традиции, кои што ги поканивме и вечерва да дојдат да се дружат заедно со нас. Интересно ми беше затоа што има еден феномен, што сега ти го допре малку, дека кај нас децата, да, може би имаат некаков отпор и многу очекувано дека во оваа ера на глобализација и интернет они се магепсани од тие модерни готвачи, видеа, нови техники и многу е нормално затоа што се млади и се љубопитни. И им треба за кариерата. Они не можат овде да се надпреваруваат со повозрасна жена која што во традицијата има вкоренато како да готви јадењето. И се млади и љубопитни. Меѓутоа, кога одат надвор, тој е нивниот прв судир со интеркултуралноста. Кој сум јас? И самите они кажуваат дека, например, еве сега одат за време на летна пракса во некој од соседните држави. Па таму викаат, ајде да готвиме нешто наше. Значи, нема веќе таму веќе македонско, српско, косовско, албанско, него они се целиот Балкан го спротиставуваат наспроти оваа западна култура. Па самите они викаат, ајмо да једемо нешто наше, значи самите имаат барење. Тука ако имаат отпор, таму веќе самите сакаат да се покажат и докажат, и то не на нивоеве на една нација, затоа што и националните кујни се нели со нови, релативно нови конструкти. Кога настанала нацијата, тогаш настанали првите готвачи кои што викаат, ова е француска кујна, ова е италијанска кујна. Да, си ги патентирале. И веќе ние кога ќе пробаме некој рецепт, велиме ова е од француската кујна, ова е француски, италијански и како и да е, но добро, мислам дека веќе кога ќе се проба нешто
така убаво сготвено, веќе знаат дека доаѓа од Балканот, македонско јадење и така натаму. Кога може да очекуваме дека овој водич, Кувар. готвач, Готвач, а? ајде, Кај нас чака, малку готвач, е Готвач. да, да си го преведеме. Готвач ќе излезе. Не знамо. Значи, знаете, не имате предвидено. Шалим се. Имамо предвидено за децембар, меѓутоа имамо само 4 земје овде од Западниот Балкан. Фале нам Босна и Албанија. И сега да ćemo да идемо опет на интернет да зберемо паре, да пробамо да зберемо паре за još ove две земје и онда ćemo malo да ga померимо за февруар, рецимо. Али стиже ускоро. Се надам дека ќе успеете да соберете средства и да ги Мало ќе му да вклучите и тражиме. Албанија и Босна. И имат и такако таму босанскиот бурек, кебапот, имаат посебни Босански некои лонац. Да, да имаат посебни тие јадења Да. и така нив да ги вклучите Да, и до али Албанија е исто една- здравје. Исто И е Албанија така, супер има да. И до јадење. февруари, здравје Боже, да излезе овој балкански готвач. Во меѓувреме ви посакувам успех на вечерашниот настан и се надам дека велите ќе имаме доволно храна за сите и те како верувам дека ќе имате оти млади деца извонредно готват. Ние тука ги видовме Сара и Иван, сега Дженифер ќе ни прави летна манџа. Во духот на денешниот настан. Да, во духот на денешниот настан, но сакам да кажам изминативе 3 месеците како поминаа со летна манџа. Значи немаше никој што не правеше. Али само ево ја питам Дженифер, де се све готви летна манџа? Па каже овде код нас. Реко, чекај стани, си чула за сатараш? Не. А, да. Сатараш е Маđarска, Хрватска и горе Војводина. Печер паприкаш, тоа е Ми исто. се чини дека тие Миш јајце маш во додаваат Бугарија плюс. и Нешто така менеме беше. доручак турска кајгана. Да, Тоа е да. све Менеме. едно Так, исто. Тоа е тоа, но само Тоа е тоа, варијација. Името е сменето, Името, значи да. модифицирано Да. според Да. културата. Во Тоа е сумата тоа. века Ето. храната Да, не е да, да. национална, туку е локална храна и се е ремикс на нешто. Да. Се надам дека ќе успеете во овој проект со храната да обедините и да бидеме уште појаки. Ево, јесмо. Да, и Ете се така. надеваме и дека ќе биде дополнителна дискусија за ети академски можеби истражувања, затоа што навистина постои една кулинарска дипломатија, која Да. што е свој правец и кој што може дополнително да се изучува. Јас само накратко ќе спомнам дека вчера бев на многу интересно предавање од професорот Стефан Дечев, кој што токму ова го обработува. Ние немаме цел толку академски да му влеземе на прашањето, туку да ги обединува луѓето да јадат и да се дружат, меѓутоа е многу Да. интересно поле за истражување. Ете, нека биде потик, некој ако не слуша во моментот, ќе направиме една музичка пауза за Дженифер да ни се подготви. Вие сте си уште тука со нас. Драги мои, малку да оставиме простор на Дженифер од младата кулинарка од Угостителско училиште да се подготви. Ќе имате можност да видите како младите кулинари подготвуваат еден од традиционалните македонски јадења, што изминативе 3 месеците како го јадевме сите летна манџа. Ќе зборуваме повеќе за летната манџа, но ние веќе го вкусуваме преубавиот мирис на зеленчукот, свеж, нема ништо поубаво од зеленчук, а и овошје. Пак ќе нагласам дека иако летово полека ќе се збогуваме со него во септември месец, дека здравјето ни е на пазарите и постојано ќе ве потсетувам, драги мои, секоја сабота, дека таму ни е здравјето и таму треба да си пазариме. Еден од тие рецепти кои ни дозволува да уживаме и со мали додатоци како лебот, сирењето, но сепак да се задржиме на здрав начин на исхрана со повеќе зеленчук е летната манџа. Верувам дека и така која подготвувавте летово, оти си ги имаме сега свежи убави доматот и пиперката и септември месец ќе може да уживаме во летната манџа, а денеска младата кулинарка од Угостителско училиште, Дженифер Азири, ќе ни ја подготвува. Може да се кажеме официјално добро утро. Добро утро. Може. На Дженифер е прво појавување телевизиско со готвење и многу ми е драго и сакам сите деца да ве видам од Угостителско како готвите. Извонредни готвачи се. Благодарение на часовите за готвење кои што си ги имате, но и сакате да си готвите. Дженифер, како ти доаѓаш воопшто на идејата себе да се дообразуваш во Угостителско училиште? Да сакаш да бидеш еден готвач, професионален. Сето тоа прво доаѓа со љубовта кон готвењето, првенствено. Добро. Предпоставам дека дома ете како сите готвите.
Па, ствари, јас сум единствениот готвач во моето семејство, мислам. Па таа е привилегијата кога си има дома готвач и привилегија да може да готвиш за сите, велам привилегија за семејството. Да. Постојано им приготвуваш нешто ново, верувам. Да. Тоа се сигурно. задржуваш на традиционални јадења или сакаш она што го зборувавме дека младите се повеќе експериментирач? Да, јас сакам и традиционалната кујна, но секако ја сакам и странската кујна, секако и... Сакаш да експериментираш? Да, сакам да Која експериментирам. кујна најмногу? Предпоставувам дека некој од тие нови иновативни рецепти, што сакаш најмногу да готвиш? За сега дека се ми е некако Ново, интересно. Да, се ме привлекува, буквално се. Кажи ми, денеска ќе приготвувате исклучиво традиционални македонски јадења. Да. Што ти беше најголем предизвик? Ги научи, предпоставам, сите да ги готвиш. Па да, полу од нив, да. Што ти е најголем предизвик? Мене, да речам, за секогаш ќе ми остане тавче грабче, не учам да го правам, оти свекрва ми најбола го прави. И тоа е тоа традиционалното, нели, која се пренесува. Па, повозрастните членови во семејството го прават најдобро и ние уживаме. Што ти беше најголем предизвик? Па, искрено, повеќето од тоа веќе го знаев, така да ми остана дома само да избежувам и толку. Денеска во јавна соба ќе се соберете сите млади кулинари, ќе готвите дел од твоите веќе другари, готват и подготвуват и ќе им се придружиш нешто покасно, затоа што денеска дојде да ни правиш летна манча. Гледам сега како поред сецкаш, нели, зеленчуков, како си оди, но ќе оставам на тебе ти да ни објасниш ова е традиционалниот начин на подготвување на летна манча. Јас не би ставила кромит, но како оди според традицијата? Па, правилно, да, може да се става и кромит, и лук, Така. тоа е по желба. Аха, но кои се од намирниците кои што традиционално се ставаат? Па, повеќето се традиционални пиперките, доматот, кромидот и лукот, некои се става и јајца Е, сега. и сирење. Аха, сирење се разбира со лебот. Туку, јајца стои во нашата традиција дека се додаваат? За јајцата не сум сигурна, ама знам дека дома ставаме јајца, така да... Вие така ја подготвувате? Добро, Да. кај вас, дома, кој јадење најчесто се подготвува? Традиционално ваше? Па, традиционални македонски јадења, значи... Знаеме какви се традиционално македонските мајки, традиционално македонските јадења се најчести. Добро, идеме поред сега со со запржување, се разбира. Прво предпоставувам на кромидот или како? Да, прво кромидот. Потоа пиперка, домат. Да, после пиперката иде доматот, па на крај идат јајцата. А на крај јајцата. Колку време дома ти треба да подготвиш? Значи, се зависи од изгледот, треба, значи, до густината зависи. Тоа полку се одредува. Добра, повели со подготовка, ако зборувавме дека повторно морам тука да ги вклучам, се разбира и вашите ментори. Ако зборуваме дека секоја земја си модифицира нели јадење, едната од гостинките ми е македонка, другата ми е србинка. Како кај нас, ако се додава јајце, како кај вас изгледа летна манча? Ајде, Гордана. Да. Па јас сам од Врање, значи ми као Куманово исто. Да. Нема кромид, не. Да. Нема. И кај нас Али има ретко јајца. кога има кроми, да Али има речем. јајца. Лук повеќе, но има јајца. Да, ali evo Da. sad, došla nam je partnerka od Pljevlja, znači iz organizacije Bonafide Sabina. Dobro. Ona kaže, oni ne stavljaju jajca, ali mogu da stave malko mesa. А, но малку месо. Да. Па добро, вие србите Tako oni никако prave. не можете без месо. A to je u Pljevlja, mi u Vranje smo vi ne zna- a vi ne sirotinja, mi znate. nemamo meso. Samo nemate piperke i meso. patliđan. I jajca. Понашто сте шетале еве повеќе и по Балканот, каде е најспецифична летната манча? По состојки еве и по мој вкус, оти само на зеленчук се задржуваат, еве кажавме дека турците тој менемем Да. си го имаат. По мој вкус некако најмногу ми се допаѓа оти идат исклучиво на зеленчук. Претпоставам дека го
запржуваат го дин стат, така и го дегустираат со тие нивните специфични пити. Да. Каде вие пробавте најспецифични? Па се задржуваме на ова јадење и денеска го подготвуваме. Evo sad ću ja kažem jednu zanimljivu stvar koja se desila u Srbiji. Jedna novinarka je stavila na svom Twitteru pitanje sataraš ili bećar paprikaš? Tako nešto. Ili knedle sa šljivama ili gomboce. I onda se ljudi raspravljaju šta je, kako je, kako se pravi. Tako da je bila ogromna jedna online diskusija o tome. I mislim da je od kraja kako se pravilo i od ukusa. Evo recimo kad je meni bila volonterka iz Kumanovo, piperke kad zamirišu vo kancelarija, zna se idu jajca i toliko, ne mora i patliđan nič. Znači, mi čak možda i bez patliđan pravimo, samo jajce i piperke. Но на што, еве, пак, нели, да подпреведеме накратко, на што кажувате е дека во зависност од вкусот, сепак на вкусот на крај се задржуваме, се додава некаде јајце, некаде пиперка, но за едно единствено јадење, како некоја новинарка која што на социјална мрежа прашала дали да биде вака насловено или така насловено и настанала дискусија. Зошто? Затоа што секоја земја, секој реон си го модифицира. Мислам дека еве, верувам дека и повозрасните домаќинки тука можеби ќе ме поправат и ќе ме поддржат на некој начин во следното, дека и во Македонија, во повеќе краишта на еве за летната манџа кога зборуваме, се прави на поинаков начин. Некои додаваат јајца, кога збориме за јајцата, некои не додаваат. Кромитот и лукот не секогаш се достават, но идеме на сепак на традицијата дека треба убаво да се издинстаат пиперката и доматот и потоа со лепче да се дегустира и се разбери, сирењето е неизбежно. Неизбежно. Очекувате ли овие традиционални јадења, балкански јадења, и овој балкански готвач, кој што ќе произлезе од сето тоа што го правите, многу повеќе да го заинтересира Западот за нас? Да, зато су нам активности на Кои се очекувањата? Дека на вистина ќе успее се ова што го правите, дека затоа што странците кои што ќе дојдат кај нас и ќе пробаат нашата храна, па добре, не мора ни изготвено. Само доматот да го пробаат кај нас, тие се воодушевуваат. Mislite дека се повеќе ќе ги заинтересирате за нас? Pa da, jer ono što ja jesam radila sa prvim kuvarom jeste da sam ja išla, recimo u Americi sam predstavljala pa sam kuvala, u Francuskoj isto, tako da ljudi jesu zainteresovani. To su sad neki pop-upovi po barovima, ti odneseš 4-5 jela koje si skuvao i to prodaješ. Ljudi su zainteresirani vrlo. Njima su zanimljivi i egzotični su naši ukusi. Da, može bi... Urneve salate, na primjer, znači feta, sirenje i beli luk, taj ukus je njima potpuno ludilo. Tako da jesu im zanimljive ove stvari i ono što mi radimo jeste da u stvari pokušavamo najviše na internetu da radimo aktivnosti. Dakle, najlepše može da duprete do svita. Da, imat ćemo YouTube kanal. Evo ovaj sad Kickstarter koji spremamo je dodatna promocija za kuvar. Tak. Jer tu su nam sve ljudi kupuju unapred kuvar i na taj način nama pomažu kao eto da štampamo, da odradimo još neku aktivnost. Tako da sve su to sitne stvari koje su promocija u stvari. I eto. Ono што го кажувате дека онлайн може да се купи готвачот и дека тоа е на некој начин ваш ветер во грб за да можете да успеете понатаму. Странците се воодушевени од вкусот, сепак благодарение на зачините кои што се додаваат многу во готвената храна наша. Балканска. Ајде, нели да не, како рековме, нема да двоиме. Дека останува на тоа и ја нарекуваат екзотична. Токму поради тие вкусови. Ирина, се уште не си навлезена во готвењето, иако и како си голем поддржувач на младиве готвачи, ама добро, на крајот ако сам не можеш, па поддржи ги младиве, колку можеш со своите сили, нека успеат. Што би издвоила ти со оглед на тоа дека навистина многу шеташ, работно, предпоставувам, насекаде по светот, што би издвоила како наше јадење традиционално, кое што си го пробала на друго место, на поинаков начин, модифициран? Кое би го издвоила? Тоа како да слушам една песна, што натаму има свој ремикс, нели? Апсолутно. Секој диџеј мала паралела еве со музиката и храната. Не знам, мене
еве затоа што скоро се врадив од една студиска посета во Полска, ме фасцинираше пристапот кон компирот. Затоа што ако нели френч фрајс е помфрит на англиски, Да. кај нас е тоа пржени компирчиња, па многу сега во Полска пробав многу различни, бидејќи тие како земја произведуваат многу компир и од тука веројатно и самите локални ресурси многу влијаат врз она што го имаме во понудата на секојдневната храна. Она што можам да го кажам за нашата храна, затоа што ти Јована знаеш дека не ми е најсилна страна готвењето и дека за Носи тоа дегустатор исто како мене. дегустатор, промотор, поддржувач на стручно Апсолутно. образование, поддржувач на туризам, на гастротуризам. Апсолутно. Ќе дојдем и за следниот Се проект. за нашата традиција. Меѓутоа не сум највешта во кујната и токму затоа ги реализирам овие иницијативи. Она што ме фасцинира е и комерцијализацијата од една страна, локалната органска храна што ја имаме, значи вкусот на една пиперка не може да е ист кај нас и во западните земји од Европа. Да. Тоа ми е многу интересно, Да. дека понекогаш истиот рецепт има различен вкус само поради продуктот кој Да, што и апсолутно. поднебјето на кој што е растен. Да. Она што еве го кажав за компирот, баш сега кога бевме во Полска ме фасцинираше на колку различни начини тие може да подготват компир. И дека за мене ете, ако символиката за пржените компирчиња може би е символика на мекдонализацијата што ни се случи и целата оваа фастфуд култура, мене ме врати компирот на безгрижните денови во детството, кога нели бабите ни пржа на округли, на кругчиња компирчиња, не на нели овие тенки прачки и тоа ми беше И тој беше тој едно највкусен враќање, да. компир и не беше мрсен. Не ли беше многу, така? Да, се сеќавам на различни вкусови од детството. Апсолутно. Еве ние колку самите како носители на една култура, ако можеме да се агенти на една култура, не само внатре, туку кога ја одиме и надвор, колку можеме самите ние да сведочиме на разликите, на еволуцијата, на диверзитетот што го нуди секојдневната храна. Кое што е едно и кое што ние сакаме да ја гледаме како дел од традицијата, а пак ресторанската храна и менијата можеме да ги гледаме како плод на модерната култура. И сега мене и ова и предавањето вчера што бев ми отвори на вистина различни перспективи на размислување за храната и од антрополошки, и од комерцијален, туристички аспект, меѓутоа и оној интимен како еве ова што ми го постави како прашање, што е оно што го имам пробано различно. Не ми текнува нешто да сум одела јас да го истражувам сега да го пробувам во различните региони за да го споредам. Меѓутоа еве најблиска ми е оваа фасцинација со компирот и колку самата присутност на поднебјето, локалните ресурси влијаат врз секојдневната употреба, врз вкусот, врз истражувањето. Еве и во јазикот ние може да видиме колку различни зборови имаме за одредени продукти што ни се блиски, а за одредени што не ни се блиски. Чисто бидејќи сум културолог и комуниколог по професија, ако има 15 збора за снег народи кои што живеат во снежни предели, верувам дека и кај нас чушки, френки и сите овие различни дијалекти се рефлексија на тоа дека ние навистина имаме некакво посебно место во нашата култура за овие зеленчуци и овоштија и затоа имаме и повеќе зборови за нив. Мислам дека е вистинско време, режијата нема да ми замери, оти малку ќе им го променам сценариото. Подготвивме еден прилог, оти многу зборуваме за храната, но подготвивме еден прилог со колешката Цветанка Николова за начинот на чување на храната. Ако сега во летниот период требаше многу да внимаваме на совомесните производи, на млечните производи, како се чуваат, како се складираат, има производи кои секогаш погрешно ги чуваме и сакам на таквите да ве потсетам. Не пробувавме, го доправувавме, летната манџичка ни е готова. Еве, веќе направена од страна на младата кулинарка Дженифер. Ви посакувам убав настан да имате денеска, да подготвите еден куп традиционални јадења, кои што ќе се надевам дека голем број на граѓани кои сега не гледаат, ќе сакаат да дојдат и да ги вкусат. Колку време ни требаше за да ја направиме летната манџа? 15 минути. 15 минути.
Да го сечеме лебот, значи. Добро. Драги мои дами, ви благодарам што ми бевте гости. Денеска зборувавме за храната, за нешто нели најубаво што може да се каже. Во контекст на зачување на традицијата, балканскиот готвач се подготвува, се надам дека за брзо време ќе се реализира и здравје Боже. Така во февруари па ќе ве покарам да го промовирате. Да, до тогаш Ирина, отворена ви е вратата за сите проекти кои што ги правите во сработка со гостителско училиште, се разбира, и промовирање на овие млади, надежни таленти, идни наши готвачи. Фала. Фала. Може само да го покажеме како го сервиравме. И сега веднаш што е асоциација? Парче сирење и леб. Тоа е тоа. Наше традиционално. Па и види како убаво сме го сервирале. Буквално, а така. Тоа е тоа, традиција.